Екипата на Топ Гол од Битола останува во првата женска фудбалска лига и за следната сезона, откако на градскиот стадион Зоран Паунов во Велес убедливи 6-0 го декласираше тимот на Скопски Вардар кој останува во втората лига. Повеќе од јасно беше пресудно искуството кое го има Топ Гол како прволигаш. Темпото на надпревари во однос на Вардар кој игра далеко помал број на надпревари во втората лига, но и квалитетот на лигите и исто така голем семен кој влие врз ваквите разлики меѓу прволигашите и второлигашите. Доста долга и тешка сезона со лимитиран фонд на играчи. Сакам да кажам, упатаме на голема благодарност и едно големо браво за овие девојки, зашто со ваквиот голем фонд на утакмици си го направи своето за да ние да изиграме квалитетно во баражот. Бараж, како бараж, знаете, еден надпревар, секоја екипа влегува во мотивирано. Доста добро ние се подготувавме за овој надпревар, без разлика да Вардар што игра во втора лига, знаеме нивниот квалитет, но не сакам ни да ги потценам моите фудбалерки. Ние го имаме исто добар квалитет. Во текот на минатата сезона ние постигнавме гол на сите екипи во првата фудбалска лига. Војни стрелци на овој бараж надпревар беа Анастасија Илиевска и Георгина Димитровска, а по еден гол постигна Ивана Милевска и Дарија Стојчевска. Голем хендикеп за Вардар беше директниот црвен картон на голманката на Вардар Велица Колевска. Но знаете како бараж си е бараж, финале, го свативме како финале, како завршеток на сезоната. Влеговме доста мотивирано, доста припремено како на психички, така на физички, доста на тактички план. Надпреварот почна, во првите воведни минути Вардар имаше 2-3 корнери, некоја иницијатива. Успеавме следната акција, постигнавме гол, брзо го отворивме надпреварот, постигнавме уште еден гол, олестителна околност што противникот доби црвен картон со голманот и веќе до крајот на надпреварот станува рутина и искуството да го заврши надпреварот и да затвориме сезоната со победа и со опстанок во првата женска фудбалска лига. Вардар имаше успешна сезона, заврши на второто место во втората лига, а во следната сезона ќе биде главен кандидат за влез во првата лига. Баражот според мене е еден од најголемите предизвици кои што може едно првенство да го има. Како да кажам, ако се бориш, еве пример куп, ако не си прв ќе бидеш втор, пак е тоа некое место баражот или џајли бу како што викаат народски кажано, или влегуваш во прва лига или остануваш таму каде што си. Ние се справавме доволно, сметам дека квалитетот на девојките постои и треба уште толку да се надоградува, само што и самата втора женска фудбалска лига не е толку многу, да речем, корисна за екипа која што сака понатаму да напредува, со одиграни неколку утакмици кај што се со нереален резултат од 15-16-0 и така натаму. Имаш тука само една утакмица кај што таа ти да дадеш се од себе и некои од девојките го немаат тоа искуство да континуирано да дават се од себе, а вака доаѓа само еден надпревар и се бара од нив, нели, преголеми задачи и обврски. Димитровска за М-нет вели дека клубот останал со поставената цел, а тоа е да обезбеди учество во првата лига следната сезона. Значи, ЖФК Вардар ќе постои понатаму, секако девојките во секој случај заслужуваат пауза, треба да се посветат на нивните обврски и од школа и од све така натаму во животот што го имаат. Продолжуваме понатаму по една мала пауза, ќе има сигурно појачување во екипата, ние целиме кон прва лига, сега со овој млад квартал ние што го имавме, ќе беше малце и среќата на наша страна доколку го добиевме баражот или надпреварот со Атлетико, ако гледаме реално на моменталната ситуација, но тоа е што е, остануваме втора лига, посилни да влеземе наредна сезона во прва. Од првата лига директно испадна Прилепска Деспина, а од втората лига учество во елитата обезбеди шампионот Атлетико од Битола, кој е повратник, па со тоа следната година ќе гледаме и градско дерби во Битола меѓу Атлетико и Топ Гол.